Благодарам, председателе. Имено не знам, министре Спасовски, зашто сте најдовте вака прозван така агресивно да ни реплицирате и тука да ни делите лекции. Прв на кој што треба да му биде срам да спомна гранично управување сте вие. Елементарна срам треба да имате вие како министер, заради тоа што се што се случи во изминатиот период, сето она поменување на граници 130 пати, сето она возење меѓународен транспорт без лиценца, сето она кое што се случуваше со оној немил настан, вие сте еден од директните виновници заради тоа што министерството што го управувате едноставно не се справува со тие предизвици како што треба. Тоа е прво. Второ, ни делите тука лекции за гранично управување, а вие имате координатор, овој Пивоваров, кој што вели дека граѓаните се криви заради тоа што не побарале документи од возачот на автобусот. Ако имаме ние такви национални координатори за гранично управување, и ако имаме министер кој што се наоѓа за прозван да дојде на комисијата за одбрана и нас да ни држи тука лекции ние како треба да се однесуваме и што треба да зборуваме, тогаш резултатите се овие кои што се сега во моментов актуелни. И на крајот нема да бидам долг, не можете вие да ни кажете што ќе правите ако сте на наше место, можам јас да ви кажам што јас би правил сега да сум на ваше место. Би се спремал за она што ме чека од моментот кога повеќе нема да бидам министер, а за среќа на граѓаните на Република Македонија, веројатно после 12 декември нема да бидете министер, па ќе може некој што разбира, без разлика од која политичка провиниенција доаѓа, да може тоа министерство да го доведе во ред и да не ни се случуваат вакви работи. Затоа што е нормално секоја политичка опција која што ќе може да ги управува институциите, да биде судена од граѓаните по добрите работи или по грешките кои што ќе ги прави или непопуларните потези кои што ќе ги влече кога ќе ги управува институциите. И тоа е во ред и ја тоа го разбирам како еден квалитетен натпревар на политички идеи. Но не можам да го разберам тоа, неспособноста да иде до таа мера да секојдневно или на секои 2 или 3 месеци невини луѓе ги губат животите затоа што институциите на државата се занимаваат со некои други работи, освен за тоа што им е опис и попис на работно место. Ви благодарам.